Селото Јабланица се наоѓа во областа Дримкол во северниот дел на територијата од општина Струга, на источните огранки на планината Јабланица, чијатар високо се издига на самата планина. Селото Јабланица има 9 цркви, а оваа наша репортажа ќе биде посветена на една манастирска црква која што е посветена на пророкот Светилија. Исто така позната како Светилија Горни. Таа е сместена високо во планината на околу 1450 метра надморска височина. Преку оваа репортажа ќе погледнеме патот од самото сред село Јабланица, преку Горна Мала ќе погледнеме како изгледа патот до таа црква. Црквата посветена на пророкот Светилија се посетува 3 пати во годината, на третиот ден Духовден, Илинден и празникот Крстова недела, односно неделата после Крстовден. Така, оваа репортажа се случува на 29 септември. Самото славење на голема недела започнува рано во утринските часови, каде што нашата репортажна екипа се упати кон манастирот Светилија. Преку оваа репортажа се надевам дека ќе успеам да ви доловам како изгледаше тоа прекрасно утро патот за манастирот Светилија, проследен од самото сред село во Јабланица, па се преку Горна Мала и се до претворието на манастирот. Помеѓу населението во Јабланица се уште живеат преданијата за чудотворната сила на манастирот Светилија. Иако се пренесувале од генерација на генерација, не ја загубиле вистинската форма. Но едно предание зазема посебно место во колективната меморија на јабланичанецот, а тоа е преданието за тоа како Светилија го спасил селото Јабланица. Некогаш многу одамна група качаци од соседна Албанија наумиле да го запалат манастирот Светилија и селото Јабланица. Прекрасен есенски ден се распослал над Јабланица. Скржавото есенско сонце брзо се лизгало по синиот хоризонт, по сртовите како немирни деца подскокнувале мари пердувести облачиња, жуборот на кладенците и шумулењето на буките ја пресекувале совршената тишина. Ништо не навестувало дека може да се случи таков ужас. Како што се доближувале до манастирот, времето почнало да се менува, денот постанал ноќ. Тогаш во маглата се појавил Светилија со крст во рацете и ги прашал каде трнале. Од кога му кажале, им рекол дека тој ќе им го покаже патот. Гонети од својот уривачки нагон, долго талкале качаците низ невремето, се додека не ги здогледале првите куќи. Како бесни кучиња се втурнале и почнале да палат по куќите, се додека не се освестиле дека всушност си го палат сопственото село. За оваа случка може би и ден денес никој немаше да дознае, ако некој од учесниците сакајќи си да ја олесни душата пред Бога и луѓето, не раскажал за чудото кај манастирот Светилија во селото Јабланица, на некои јабланички гурбетчија во Албанија. Од тогаш жителите на селото Јабланица во првата недела после Крстовден организираат црковно-народен собир во знак на благодарност и сеќавање на чудото што се случило во манастирот. Секој пророк е осаменик зашто малкумина се тие кои што заглавени во своето самозадоволство, его и гордост сакаат да слушаат глас кој што постојано ги прекорува и повикува на промени. Светилија е пророк над пророците, е гласот на Бога што се јавува како гром од ведро небо, а на луѓето останува да го слушнат и разберат тој глас. Тој бил одлучен, бескомпромисен и бестрашен борец, аскет што не се повлекувал пред ниеден предизвик, затоа што во себе ја носел силата на Бога. Со исчезнувањето на Светилија на огнени кочи и коњи, тој никогаш не умрел. Светиот пророк Илија е жив светец, секогаш подготвен да помогне.
Уште од самото пристигнување кај манастирот, ние бевме топло добредојдени од прекрасната планинска панорама која што се протегаше наоколу. Ова што веќе стил, Веќе овој е многу попълно плишта. Одма при пристигнувањето на нашата екипа, започнува нашата денешна експедиција. Нашиот тим се впушта одма во акција за да исполни оваа репортажа со се она што се случуваше дента и да може пред секој наш гледач да го долови исто онака како и тој да бил присутен физички таму. Пред да започне литургијата, со мештаните и луѓето кои што веќе беа пристигнати во манастирот, ние им зедовме едно кратко интервју и со тоа сите тие успеа да влезат во историјата на Јабланица како дел од голема недела во 2024 година. Па иде малку да слушнеме што има да кажат за нашата камера. Ајде, јас сум Чичко Тивојо Лазоровски, од село така. Јабланица. Значи почнуваме од десно. Да. Ајде, Јас сум повели. Јован Мазниковски, исто од селото. Јас сум Душан Лековски. Исто од селото Од Јабланица. истово село. Тој чимент има. Зашто ги изберете? Јавно познат. Мира, дојди ваму, да. Сега мене ми е... Да, ајде. Помлади сте ви, а? Петко Толиванов се со Мира, Миро дојде овде каде види камера. Ама не, нема, треба да видите овде каде се Ајде, представиш. дојди камерата таму. Треба да се представиш. Инаку од Јабланица сите, Вишче една палена. за многу години. За многу години голема недела. Само за умор. Тоа е важно. Да дај Господ да се стратлеме уште многу. Револне во историјата. Многу години да... Како си поминувате тука, ајде. Мислам прво да се представите за камерата сега. Питај како. Како да се... Ние сме гости од Нерези, од Бочица, Моредете. Али на кам во Јабланица, На кампирање во Јабланица, на неутрално. на неутрален терен, многу убаво си помиравме, како и секоја година. Ние сме стални гости, да поможи денот, супер, Амин, за многу добра е години, да. традицијава да се одржи, За многу години, има кои да. да снимат. А штом веќе започна светата литургија, нашиот тим ја продолжи оваа репортажа од внатре во манастирот. Господь ни се яви, благословен јоре кој доаѓа, во името Господово. Бог Господь ни се яви, благословен јоре кој доаѓа, во името Господово. Словото со безпочетно на Отецот и на Духот, кој од Дева се роди, заради наше спасение, да го успееме верни и да му се поклониме, зашто благоволи да се искачи на крстот им дава исцеление. Мудрост просто преди заради наше спасение, да го успееме верни и да му се поклониме, зашто благоволи
da se iskrči na krst samo delo i smrt da pretrpi i da gi voskresne umrenite su slavno to svoje voskresenje. Na prorocite, tog preteča na Hristovo tog događanje. Ilija slave, od kako dozgoda, mu isprati blagoda, naredi se. Ovoj bolesti proglašuvaše, i leprosti očistuvaše. Zato da odiješ togo počituvat i davat iscelenije. Slava Otec, Otec Synom i Svetio Duh, i сега, и всекогаш, и во вечни векови. Амин. Предстателство християн, непосредно е, куда таинство ко Творцу, непреложно е, не презри грешни, молени гласи, но пред Мария, ко благая, на помощ нас верно защити. Ускори на молитву и почестия на умоление, предстателству, još ti pristup, Bogorodice, što štitja. Da se pomolimo na Gospoda. Gospodi pomiluj. Zašto si svet Bože naš, Tebe slava ti вознесуваме на Отецът и Синът и Светия Дух, сега и всекогаш и во вечни векови. Амин. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Святи безсмертни, помилуй нас. Святи Боже, святи крепки, святи безсмертни. Премудрост. Премудрост. Нека биде Твоята милост на нас, Господи, онака како што се надеваме. Радувајте се, праведници во Господа на праведниците, и прилега да прославува. Премудрост. Че се чита особеното послание на Светиот апостол Јаков, нам внимаваме. Нам внимаваме. Браќа, како пример на страдања и долготрпенија, земете ги пророците што зборуваат во името Господово. Ете блажени се оние што претрпеа, сте чуле за трпението на Јов и узнавте како крај му даде Господ.
zato što Gospod je mnogo milostiv i se smilува na Него. A pred se, braća moji, ne kolnete se, ni vo neboto, ni vo zemljata, nito pak so nekoja druga kletva. I sporo, neka vi bide da i da ne padnete pod sud. Ako nekoj od vas strada, neka padne pod sud. Neka mu se moli na Boga, veselije, neka go hvali Gospoda. Boleli je nekoj među vas, neka gi povika sveštenicite crkovni, tada se pomovat nad Него. I neka go pomaža svoje nebo imето Gospodovo. I molitvata so vera će go isceli bolnio. I Gospod će go krene, i grevove ako napravil će mu se prostat. Ispovedajte si i grevojte jedan na drug. I molete se jedan za drug, sada se iscelite. Golema sila ima usrnata molitva na pravedniku. Mir ti premudrost, Aleluja, aleluja, aleluja. Premudrost prostum, da go islušame sveto Evangelije, mir da site. I duhovi tvojemu. Gdje se čita u sveto Evangelije, spored Mateja. Slava ti, Gospodi, slava ti. Da vnimava me, reče Gospod vo parabola, carstvo to nebesno prilega na čovek car, koji mu napravi svadba na svoj ocen i gi isprati svojite slugi, da gi povikat pokanetite na svadba, a tije ne saka da dojda. Повторно isprati drugi slugi i im reče, kažete im na поканетите, ете, приготвив ядење, юнците моji, и се што е угоено се заклани, и се е готово, дојдете на свадба. Но тие не сака да знаат за тоа, туку си отидоа, кој на нива, кој по трговија, а некои пак ги патија неговите слуги и ги смејаја и ги убија. Штом чу за тоа царот се налути, испрати своја војска, па ги погуби убијците, им го изгоре нивниот град. Тогаш им рече на слугите своји, свадбата е готова, но поканетите не беа достојни. Затоа одете по раскрсниците и колку души ќе најдете, поканете ги на свадба. И откако излегоа слугите на раскрсниците, ги собраа сите што ги најдоја, и лоши и добри, и се наполни свадбениот дом со гости. Кога влезе пак царот да ги види гостите, забележа еден облечен во свадбена облека, па му рече, пријателе, како влезе овде необлечен во свадбена облека, а тој молчеше. Тога царот им рече на слугите, врзете му ги рацете и нозете, земете го и фрлете го во крајната темнина. Таму ќе биде плач и крцкање со заби,
zašto mnozi nas se povikani, a malci na Egipt zbrani. Откако завршува литургијата, се продолжува со традиционалната лицитација, се служи ручекот, спрема нашата екипа, оваа година се послужени приближно 3000 луѓе. Во предворието на манастирот се подготвува традиционалната забава. Нашата репортажна екипа се убатува полека кон забавата. Samo
rekao, zašto? Za jedna sudbina. Tako je. Onoj što silno ljubi, mora da gubi, tuđa si beskrajno. Za jedna sudbina. Onoj što silno ljubi, mora da gubi, tuđa si, ajde majstre. Onoj što silno ljubi, mora da gubi, tuđa si beskrajno. Za jedna sudbina. Onoj što silno ljubi, mora da gubi, tuđa si beskrajno. Onoj što silno ljubi, mora da gubi, tuđa si beskrajno. Te bar za suzi proleja, za sunce slatni sinovi, za te skačavno zabuči, celavo krv se obleja. Te bar za ti sin borbena, od potom pa do prezeka. Te bar za ti sin borbena, od potom pa do prezeka. Oje, samo zariste, ajde večno. Koga heroji gineja, na svoj tete zamisleja, rastete te zašivete, vodaja milna sloboda. Te su ti si borbena, od potom pa do prezeka. Te su ti si borbena, od potom pa do, ajde majstre. Ajde Jablanico, ajde Neverco, ajde Krajčani, ajde Makedonski, odkalija se.
bila badna, o naši devateki, i nema veke slavki, pozlatniče kori, nema ni nežni zboro, vreli parneže, aj ože jako, nekoga što ja čuješ, ona rađata, zaigraj pušti srce, grenija čašata, ja sporom sada, so svoj te ne miri, bi meše dobra bila, takva i ajva srod.
volite, makedonskoro igrajte, majka mila spomenete ja. Živa bila Makedonija, majka mila spomenete ja. Živa bila Makedonija. Makedonijo, ti si biser balkanski, sploti piri Egej si, so biseri vodi varvarski, so biseri vodi varvarski, iz nekova gore na Osogovo, tam se gleda Pirin planina, i krese zbogore, i se provikna do Pirin planina. Pirine, makedonski lisi, kaži da se znaje, dušman da zatraje. Pirine, makedonski lisi, kaži da se znaje, dušman da zatraje.
уживавте во оваа наша репортажа од манастирот Свети Илија во селото Јабланица по повод Голема недела за 2024 лето Господово. Јас бев Александар Менкиновски, кој што ве водеше преку оваа репортажа во селото Јабланица. Ви благодарам што останавте со нас до крај. Останете во убаво здравје до наредното видување.